Najnapred да ви посакам добре дојде, да ви се заблагодарам на одвоеното време и една од нашите членки основачи, фирмата Адинг, господинот Дончев, заедно со неговиот тим, го направија во тоа време нешто што се мислише невозможно. Затоа ние тука од нашата комора го препознавме тоа и би сакале да му доделиме една плакета, едно признание во врска со неговиот 50 годишен јубилеј. Тъй като, въпреки че миналата година имаше раст, за съжаление първите 3 месеца се очертават различни проблеми. Така, за първите 3 месеца износа на Република Северна Македония към България е паднал 29,7%. Вноса на неща от България към Република Северна Македония минус 6,2%. Туристи пад минус 5,4%. Трябва с една по-голяма динамика да спреме тази отрицателна тенденция. И то бързо. За да не изпадне, че някаква голяма болест, която успяхме да преболедуваме с договора, сега с рамката, вътре в съдържанието изведнъж се появяват някакви малки болести, които ни пречат. Ние трябва да ги лоцираме много бързо и да намериме лек за всяка една от болести. Това ще ми бъде една от препоръките към вас. Когато лоцирате такива малки болести, да препоръчвате на владите да намерят правилния лек, и не само правилния, всякакъв лек, за да ги излекуват. И накрая видях вашата програма за 2019-2020. Знам, че още не е стигналата на аджендата, ама искам да ви поздравя за нея и се надявам, че успешно ще я завършите. Всичко най-хубаво. И како дел од ова собрание би сакал сега да го поканам да го подпишеме меморандумот за соработка кај што се опфатени сите идеи пред се од инфраструктурните, човечките ресурси и новиот гасовод што треба да биде интерконекција меѓу Македонија и Бугарија. Како што е познато, подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија, трговската размена последните 2 години бележи голем раст, така да минатата година имаше пораст околу 13% во споредно со 2017 и достигна околу 750 милиони долари. Разбира, исто така уочено е дека во првиот квартал имаме извесен пад, престои на двете влади, но исто така на бизнис секторот, на коморите, Македонско-Бугарската комора со своите колеги од Бугарско-Македонската стопанска комора, заедно со надлежните институции, да направат прво анализа какви се тие трендови, кои се причините и дали се моментални, субјективни, објективни и потоа да се преземат мерки и активности за решавање на овие евентуални проблеми. Вие како влада не го воочивте овој тренд во овие месеци? Па сега излезе пред ова статистички податок, воочење, но сосема е нов, бидејќи последните 2 години, како што кажав, имаме во кумулатив... Изненадува ли тоа што е? Да, па делумно изненадува, меѓутоа мора да се направи длабинска анализа. Улогата на владите е да создава политичка клима, да направи регулатива, да види дали постојат некои други бариери, а бизнис секторот сам си го наоѓа своето место. Затоа ќе чекаме сугестии прво од бизнис секторот и анализи, така да може би се работи само за еден моментален тренд, бидејќи 2 години ова размена рапидно расте. Сега се само
3 месеци, ви кажав, така да не можеме да кажеме дека е некоја тенденција долгорочна, така да не може да се дават некои оценки без да се види. И да се види што би можеле владите на двете земји и што би требало по сугестија на бизнис секторот. Тоа е улогата на владите да создаваат клима. Дали нешто треба да се подобри во смисла на клима, на регулатива и така натаму. Останато да си е работа на бизнис секторот. И ја имаат секогаш поддршката од владата. Што им спорачавте на бизнисмените од тоа што го побара Белата книга? Па, еве прво, преку Белата книга, кажавме околу инфраструктурата, зашто зборуваше и амбасадорот, но исто така преку Белата книга беше дополнување на мерките на финансиска поддршка на инвестиција, односно планот за економски раст. Јас кажав и во обраќање дека добар дел од сугестиите на коморите, сите комори, цела бизнис заедница учествуваше во креирање на овие мерки на коригирање. Владата е секогаш отворена за соработка и ние направивме измени во Законот за финансиска поддршка во оној дел во кој што се однесува нивните барања, во поглед на проширување на мерките, во поглед на олабавување на условите, така натаму. Се разбери се таму во Белата книга се дадени краткорочни, долгорочни и среднорочни мерки. Изградба и на гранични премини, граничниот премин Клепало, дали градежните работи се одвиваат според зацртаниот план? При крајот. Тоа е при крај, но јас да ви кажам, од македонската страна е веќе 20 и нешто години се готови овие активности. Добро е што премиерите на двете земји превзема активности и граничниот премин Клепало, кој што многу ќе значи за заживување на тој крај на Беровскиот регион и на околината, е веќе при крај и очекувам наскоро да биде ова година и пуштен во употреба. Еве јас да кажам во однос на препораките што беа дадени на владата во Белата книга што ја објавивме минатиот пат. Дел од препораките се веќе во фаза на имплементација, дел се долгорочни препораки во однос на инфраструктурата и да се даде приоритет на инфраструктурата, но имаше и такви препораки кај што ги коригиравме на некој начин на владата за тоа што договорените работи бавно се реализираа. Например, стратегијата за конекција на гасовод меѓу Струмица и Петрич беше намерно или ненамерно испуштена во стратегијата на нашата држава и во стратегијата на бугарската држава. Меѓутоа, ние тоа го воочивме, реагиравме и го ставија во стратегијата. Така да следиме и ние будно, и ние контролираме. Во однос на падот на размената, пат во бизнисот се смета ако последователно 4-5 квартали имаш пат. Пат во еден квартал од неколку проценти не е ништо алармантно. Убеден сум дека трендот на зголемување на трговската размена ќе продолжи во иднина да се зголемува. Тука сме ние, се разбира, се што можеме да помогнеме, ги повикувам сите фирми, сите стопанственици слободно да не користат како институција, како тим што сме таму, што ги познаваме односите и сметаме дека сме на добар пат да со Бугарија бидеме рамо до рамо во однос на бизнисот. Носители се, за жал, рудите и рудните богатства. Пред се цинк, бакар. За жал, тоа е што сакаме да го постигнеме, да извезуваме интелект, тоест производи со висока додадена вредност. Меѓутоа, тоа е болка на цел Балкан, не само на Македонија. Тоа е сепак една сеопфатна стратегија на која што владата работи и се надеваме дека во брзо време тие суровини ќе бидат заменети или ќе бидат додадени и други работи со висока додадена вредност. За мене најбрз инфраструктурен проект што може да се заврши најбрзо и експресно, тоа е гасовод Струмица Петрич, интерконекција. Најбрзо. Значи тука ако се има желба за една година ќе се заврши. Втора работа е железничка пруга
Струмица, Петрич, исто. Се поврзуваме на еден коридор. Патот е трасиран уште од царско време од Бугарија, кога бил царот на власт. Е трасиран патот, се знае од кај треба да поминува пругата, меѓутоа нашата влада го нема тоа во стратегијата, ние се интензивно лобираме, не станува тука за некакви суми што не можеме да ги издржиме, а пошто се работи и за погранична зона, овде може и многу лесно да се искористат некои од европските фондови. За другите проекти веќе знаеме, зборуваме 20 години за железничката Скопје Крива Паланка, така да мислам тука сте повеќе во текот и од мене, сигурно. Ви благодаря. И това, което преди малко споделих с нашите приятели, е, че ние имаме шанс с двете страни, ако сме в общия регионален пазар. И трябва да се работи в тази посока. Свързаността между енергийните системи, между транспортните системи, както каза нашия посланник, е условието Македония да бъде в Европейския съюз. И затова ние с нашите колеги в тази посока ще работим. Свързаност, енергийна, газова, транспортна и това, което стои на девиза на логото на Македония в Българската палата, бизнес без граници, това е за нас бъдещето на региона. Благодаря ви.